Напишавме во изминатите години безброј извештаи за тоа како е суспендиран Уставот, како се кршат законите, како се кршат човековите права и слободи во Република Македонија на структурно ниво, на институционално ниво. Бевме сведоци со години како се киднапираат институциите и како се ставаат медиумите, новинарите, уметниците и интелектуалците под чизмата на врхушката на власт. Не велам политичките партии на власт, велам врхушката на власт. Тие ги киднапираа и сопствените партии. Исто така зборувавме и пишувавме гласно, недвосмислено, јасно, како треба да се надминат проблемите во меѓуетничките односи, меѓукултурните односи, меѓуверските односи во Република Македонија. Напротив, тие се употребија како алатка за задржување на власт. Тие што изгинаа на Кумановското бојно поле пред неколку дена, полицајците беа топовско месо. Меѓутоа, не само тие, туку и сите граѓанки и граѓани во Република Македонија се топовско месо за врхушката на власт да се задржи на власт, што е можда повеќе. Ова е криминално владење кое веќе не може да се толерира и кое веќе нема поправен испит. Не постои простор за тоа. Заради тоа и ние, како Цивил Центар за слобода, и јас самиот како граѓанин на оваа земја, се придружуваме на коалицијата која е надпартиска, во која веруваме дека ќе превладее идеја за демократска земја, за земја во која ќе се почитуваат човековите права и слободи и во која сите заедно ќе создадеме услови за фер и демократски избори. Откако ќе си оди оваа врхушка на власта од власта, ние ќе излеземе од таа коалиција и ќе се вратиме назад кон нашите основни задолженија, а тоа е да ги наблюдуваме процесите, да ги наблюдуваме изборите и да препорачаме што треба понатаму да се направи во нормално демократско општество. Заради тоа пристапуваме кон оваа граѓанска коалиција и заради тоа ќе повикаме сите на мирен и достоинствен начин, со дух и со хумор, да го турнат ова што ние сега го гледаме зад нас.